Ги започнуваме последните подготовки овде во Струмица. Поминаа пријателските утакмици, турнирот Чајка и тешките припреми во Маврово. Почнува да мирисе на официјалната и тоа е најубавото нешто за кое што сите трениравме цело лето. Пред нас беше, значи зад нас е Чајка турнирот каде што одлично ја победивме екипата на Косово, ги поздравувам момците бидејќи по мене Косово е една репрезентација која што е некаде блиску со Грузија. Тоа значи дека 3-0 може да биде една убава, да кажам, предувертира пред утакмицата со Грузија. Меѓутоа, оно што ме загрижува е утакмицата со Израел, каде што во првите два сета тотално немавме енергија, а не е прв пат да ни се случува да играме без енергија и летаргичност, како што рече селекторот Наковски. Дали е тоа од пеколното жешко време, дали од пеколниот ритм кој што го имавме минатата недела нонстоп, 2 тренинзи со 3 утакмици, па бевме малку изморни бидејќи сме во години, ќе видиме. Се надевам дека ова недела ќе успееме да глазираме формата, да се одмориме и да се фокусираме на таа утакмица со Грузија. За мене искрено ова утакмица е утакмица на деценијата, утакмица на генерацијата, односно утакмицата на Евроболеј 2026. Мислам дека ние со 3 со 3 бода од таа утакмица веќе убаво ќе ги отвориме вратите на европското првенство. Меѓутоа читам некои изјави, а и овде се вртат некои изјави дека победата е веќе направена. Тоа е големо и тоа ме загрижува, бидејќи ние како Македонија, јас како капитен не можам на никого да му се заканувам пред утакмица дека сум го победил. Тоа ќе го извојувам на теренот, а и тоа ние мораме да го извоиме на теренот. Нашето реноме, да кажам, нашата лига, нашите играчи не ми дозволуваат да кажам дека однапред дека сум ја победил Грузија. Затоа памет во глава, не смееме да направиме голема еуфорија, мораме да бидеме мирни и мислам дека рецептот од утакмица со Косово и рецептот од утакмица со Азербејџан од Европската лига ќе бидат прави за таа утакмица. Здрави и живи, имаме мал проблем со Маџунков, се надевам дека брзо ќе се адаптира и ќе се рекуперира и се надевам дека во сабота вечер ќе излеземе машки, македонски, ќе ја зарадуваме нашата нација со победа и ќе ги отвориме вратите на Европското 2026.